Мръсен въздух в 9 големи града на страната, според измерванията от рано тази сутрин, 3 пъти над нормите. Automobili i druga prevozna sredstva su ne jedini, ali jedan od glavnih zagađivača vazduha. Beograd je i juče bio jedan od najzagađenijih gradova na svetu. Da li je vaš profit važniji od zdravlja naše dece? Ако Балканот порано беше познат по богатата, но крвава историја, по вкусната храна и по убавата природа, денес символ на овој регион е аерозагадувањето. Темни облаци надвиснати над Балканот. Тие се од видот пирокумулуси, резултат на индустријата. Аерозагадувањето руши рекорди. Концентрацијата на штетни честички во воздухот во сите држави е неколкукратно над дозволеното. Од Скопје до Софија, од Белград до Приштина, но и во Босна и Херцеговина, Грција, Албанија, Романија, Турција, мерните станици се во црвената алармантна зона и во зима и во лето. Иако загадувањето на воздухот е локално, сепак според струите на ветрот, тоа е со регионално ширење и ги надминува границите на Балканот. Се наоѓаме во Софија, третиот по големина град на Балканот, но рекордер по аерозагадување. Причините за екстремно високото аерозагадување кај источниот сосед се исти како и кај нас: грејењето на домакинствата, транспортот, енергетските капацитети. Да видиме каква е состојбата кај нашиот источен сосед. Одговор побаравме од Greenpeace, една од најголемите еколошки организации во светот. Милена, колку според вас аерозагадувањето е регионален проблем? До много голяма степен. Всъщност въздуха не разпознава неща като национални граници между държавите. Тоест, когато имаме един източник, който излъчва замърсяване, той без проблем преминава през тези граници. И всъщност в нашия район на Балканите имаме много сериозен проблем всъщност с серния диоксид. Това показа едно наше изследване, което Greenpeace публикува през лятото на 2019 година, където ясно се вижда от сателитни снимки, правени с сателити на НАСА, как такива има горещи точки точно в районите около България, Сърбия и Македония всъщност е между тях, Гърция, също Турция. Въобще в целия район има много сериозен проблем с този замърсител. И той идва от въглишните централи. Грамадните термоцентрали, кои користат јаглен и застарена технологија за производство на струја, забрефтано работат. Чадот се издига високо на небото. Автомобилите со ниски еколошки стандарди, кои од Европската унија завршија на балканските патишта, се тркалаат низ улиците, оставајки траги зад себе. Земите од регионот боледуваат од иста болест. Валканата тајна во дворот на Софија. Вака меѓународната екоорганизација Bankwatch го нарече Перник, најзагадениот град во Европа. Индустријски джин од времето на социјализмот. Уште на влезот ве пречекува голем металургиски комплекс, цементарница, а како се движите, така се издигаат и оджаците од енергетскиот капацитет за производство на струја од лигнит. Здравието на луѓето е доведено во сериозна опасност. Мерењата на Bankwatch покажале дека пиковите на аерозагадувањето се во ноќта, кога концентрациите на штетни честички се скачуваат и на над 400 микрограми на кубен метар. Трябва да се вземат наистина сериозни мерки цялата система за производство и на електрическа енергия, и на топлинна енергия да се промени, защото вече имаме технологии, които не използват изгаряне за производство на такава енергия и е необходимо държавата и въобще дори ако трябва да си сътрудничат с други държави в регионите, да предприемат такива законодателни промени, да създават такива политики, където да улеснят тези технологии да могат да навлязат повече в нашето ежедневие.
Извештај на Светската здравствена организација за 2019 година регистрира околу 3600 случаи на предвремена смрт годишно во 11 градови во Србија, предизвикани од аерозагадувањето. Белград редовно се наоѓа меѓу рекордерите на светските листи, но сериозен проблем има и во местата во кои е сместена српската индустрија. По мерењима Агенција за заштита животне средине ви видите едну ситуацiju и тачно можете отприлike да наслутите кои су загадјивачи и то би веќе био путоказ у смислу куда треба кренути са осмишљавањем мера. С друге стране имате Министарство за заштита животне средине koje uzme tu pojačanu pažnju javnosti i umjesto da doprinese diskusiji i predlozima kvalitetnih mera, počne da tumači te izveštaje na potpuno pogrešan način, na neke svoje intuitivne nekim svojim intuitivnim metodima kojima predlaže, na primjer, subvencionisanje nabavke hibridnih vozila. Naravno da saobraćaj doprinosi, ali je po ovim izveštajima, na primjer, u gradskim sredinama tek sa 6%, čini mi se, ukupnom zagađenju vazduha. Dakle, način odabira prioriteta je potpuno nerazumljiv. I onda imate treću situaciju gde vam predsjednik države kaže da ne razume uopšte o čemu pričate, pošto uopšte nema zagađenja vazduha, možda par dana u godini, jer mi navodno i nemamo industriju, pa samim tim ne možemo da imamo zagađenje vazduha. Извештај на Обединетите нации и на Светската здравствена организација покажува дека во балканските градови изложеноста на PM10 честички е меѓу 120 и 180 денови годишно, што е многу над националните и европските норми, кои ограничувањето го поставуваат на 35 денови. Населението во регионов се соочува со највисоките концентрации на воздушно загадување во Европа, 5 пати повисоко од нормите на Унијата. Исто како и кај нас, Приштина и Косово мака мачат со токсичниот воздух, кој им создава големи проблеми на граѓаните. Двете земји потенцијално се соочуваат со истите извори на загадување. На само 10 километри од Приштина се наоѓа Обилич, каде се сместени две огромни термоцентрали на јаглен, кои го снабдуваат со струја речиси цело Косово. Едната е во функција од 1962 година, другата е отворена 20 години подоцна. Гледката е застрашувачка. Токсичниот воздух и смрдејата ги полнат нашите гради и полека ги убиваат околните жители, кои во непосредна близина имаат изградено куќи. Air does not have any kind of boundaries, so it flows freely, and according to the new measurements from the Institute of Hydrometeorology in Kosovo and also by independent measurements, we have very big indications that the problem of air pollution is not only in Kosovo but also in Pristina, but also at other places where you would think that the air is much better, as for instance at the city of Peja or city of Jakova, which are surrounded by mountains and national parks, or Prizren for that matter of fact. The main source of pollution, of air pollution in Kosovo, is actually the 2 coal power plants, which are very much outdated, and they have extended their lifespan beyond 50%. A very old technology which does not have proper maintenance and proper regular schedule of maintenance. Во големо село кај Кюстендил се наоѓа термоцентралата Бобовдол. Енергетскиот капацитет има 3 блока со инсталирана мокност од 630 мегавати, а е во функција од 70-тите години на минатиот век. За производство на струја се користи лигнит и јаглен. Оджаците високи 200 метри, едва и се гледа од маглата. Бобовдол е трн во око на екоактивистите. Не се предприемат по-строги, по-сериозни мерки, които дълготрайно да решат проблема, който виждаме с замърсяването. А пък има региони, които страдат допълнително и от факта, че се намират индустрии в близост, най-вече въглищни централи, които допълнително не просто през зимата, а през цялата година
са причина за наднормено замърсяване и то с определени други замърсители. Недостигот од пристап до современи извори на обновлива енергија го прават регионот зависен од јаглен за производство на струја. 16 електрани од Западен Балкан емитуваат сулфур диоксид, азотен оксид и прашина колку 250 електрани во Европската Унија, со што се проценува дека се одговорни за околу 3900 случаи на предвремена смрт. We have made the study for 6 Western Balkans countries, Kosovo, Serbia, North Macedonia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Albania. And the effects of the coal pollution from these countries are not only borne in the Western Balkans, but a considerable part is also borne by the citizens of EU, namely the neighboring EU countries, but also the EU countries which are centered at the, for instance, center of Europe or southeastern Europe. So we have particles of pollution reaching even to France, Greece, Poland, Germany, etc. So this is a very big pollution problem, not only for the region, but for Europe. На самата граница меѓу Косово и Македонија има фабрика за цемент, крај реката Лепенец. Се наоѓа во Елесхан, во непосредна близина на училиште, каде многу деца секој утро одат на настава. Спортското игралиште е на отворено. Кај нас власта ја признава лошата состојба со воздухот, но не теши дека тоа е случај во сите европски градови. Во 90% од градовите во земјите членки на ЕУ, граѓаните дишат воздух со зголемени негативни концентрации. Но според Хари Пиетарила, директор на Финскиот институт за метеорологија и еден од авторите на познатиот фински извештај за воздухот во Скопје, ситуацијата не е баш таква. Basically, the air pollution is like a common problem for the whole Europe, but of course the cities and the regions, they are different. For example, I'm now talking from Helsinki, Finland, and we have the best air quality in the world. So we are quite in a good situation. Nevertheless, the air pollution is a problem in the cities, sometimes in Finland also. But the problem is different from for example, from the Skopje Valley. So in Finland, we have nitrogen dioxide is one of the biggest problem. That's due to the traffic emissions in the cities, in the city center. Of course, you have also that problem in Skopje, but your main problem is the particulates, especially during the winter time, due to the biomass burning in the houses. Air quality in Skopje and also in Macedonia, as general, it's I would say that it's very bad. Загадениот воздух, освен што влијае врз здравјето на луѓето, тој е директно поврзан и со климатските промени. Kada pričamo o zagađenju vazduha i klimatskim promjenama, postoji veza zato što su izvor oba problema je ista stvar, odnosno sagorevanje fosilnih goriva. Sagorevanjem uglje, nafte ili gasa s jedne strane se oslobađaju supstance koje zagađuju vazduh kao što su PM čestice ili praškaste čestice, sumporovi oksidi, azotovi oksidi i niz drugih supstancija, tako koji kada ih ima puno u vazduhu onda je njegov kvalitet narušen. S druge strane, sagorevanjem istih stvari, znači opet uglje, nafte i gasa, oslobađa se ugljen dioksid, koji direktno ne narušava kvalitet vazduha, ali zato omogućava da taj efekat staklene bašte koji čini našu planetu toplom bude jači i zbog toga dovede do zagrevanja planete i kasnije zbog svih ostalih negativnih konsekvenci tog zagrevanja koje zovemo klimatskim promjenama. И додека Светската здравствена организација проценува дека 7 милиони луѓе во светот годишно умираат како последица на аерозагадувањето, политичарите од регионот како да дишат друг воздух. Ова прашање различно го третираат, односно загадувањето им смета или не, во зависност од тоа дали се власт или опозиција. Времето за Балканот истекува, згаснуваат и илјадници животи. Здравствените трошоци вртоглаво се зголемуваат. Потребно е да се дејствува сега и веднаш.